Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание. Јади Бурек на ТВ Сонце. Ги исчашивме малку кадрите што се однесува до поставеноста малку во студиото, а тоа е претежно заради гостите. Но не бите, не тој муабет. Влеговме во портокалова фаза, убаво беше да се гледаат портокаловите како ги изљупија чешците, онака ги исцедија, сокче ги направија. Зборам за фудбалот кој во моментов е прилично актуелен и знам дека љубителите на фудбалот си гледаат фудбал, не гледаат Јади Бурек. Но ние мораме да се тераме со нашата работа, мораме да си одиме со нашата емисија и мислам дека во овие летни жешки денови, убаво е на оние кои се малку дома да ги подсетиме на нашите убавини, но малку исчашен кадар, што се вика. Имам неколку документарци, многу стари и многу ретки. Едниот е прилично контроверзен, се однесува документарец за Охрид направен 1943 година. 43 година, кој би можел да направи документарец? Може да направи окупатор или администратор, или едното и другото. Денеска не смееме да ги наречеме убиците на децата од Ваташа дека биле фашисти и окупатори, дека такво нешто се случило, затоа што си ја откорнавме кичмата за да влеземе во Европска заедница која ни вика, вие не влагате, па не знам што да биде. Не се. Но некој треба да гради кариера, некој треба да добива избори или губи избори на таа тема. А народот очигледно дека сето тоа го дозволува или причутно го одобрува. Тоа што ќе се јавите кај мене и велите не го дозволуваме и не го одобруваме, нема никаква валидност се додека не видиме поинакви резултати. Но македонецот генерално, зборам повеќето, буквално е спремен на секоја жртва, само за малку повеќе. Не е ни битно. Одиме, значи, документарец Охрид 1943 направен од бугарите го имаат направено, нормално како си го представуваат како свој град, како свое место. Многу ретко ова ќе го сретнете и ќе го најдете по архиви, се ашка, се ташка, но на медиум тешко дека ќе го видите. Затоа малку зборам за да се фокусирате, бидејќи е нешто што ретко се гледа. Нема овдека никаква пропаганда, но ќе видите Охрид, неговиот сјај и беда во 1943 година. Не е ни многу долг, 13 минути трае. Веднаш потоа продолжуваме назад во студио.
Значи, бугарите го направија 43-та за време на окупацијата на Охрид, ако смеам така да се изразам, најверојатно заради ова ќе понесам и некаква одговорност. Не се во иднина, но тоа е мое, ве молам, не закачајте никои други. Мене стрељајте ме заради искажаното, така сум воспитан, така знам, а вистината
Сија знаете вие дали сум и мушко и женско, чудни времиња се овие. Трагедијата на вакви работи е што не знаеме како да изреагираме. Ова треба да го имаме. Треба дури... Еве, си викам, ајде ако ние не можеме, ние сме го одбегнувале. Го направиле бугарите 43. Бугарите имаат, например, многу напредна технологија и техника за реставрирање во регионов на стари снимки. Инаку, например, што значи тоа? Тоа не значи само чисто префрлање на звукот и сликата во дигитален формат, како што е овдека, нели, на YouTube, ова од YouTube ви го пренесуваме, туку сликата да помине ни севкупна филтрација и до дигање на низиниот квалитет. Имено, снимки од Прва светска војна, значи направени со многу, како да кажам, многу пониска резолуција, со многу понизок квалитет, изгледаат како да се вчера снимени. Просто малце морбидно, бидејќи секогаш се што е негде почеток на 20 век, нам ние со некоја гранулација црно-бело и така натаму, а ако погледнете History Channel, тоа е навистина. Па викам, ако на бугарите толку им значи Охрид, толку ја сакаат Македонија, зошто не ги дигитализираат овие и го величаат? Види како ние сме го чувале и пазеле Охрид и што ти ја знам и што... Не знам, знаеш. Знам дека да е мое, знам како ќе го третирам. Бидејќи кога е мое, го третирам вака. Еве, Охрид и Преспа, едно е тебе интермецо од 78 година.
Интересно, ги наоѓам овие документарци наоколу низ веб. Има неколку поединци кои ги собираат, ги објавуваат, некои имаат, најверојатно се луѓе кои работат и во македонската радиотелевизија, затоа што македонската радиотелевизија или северно-македонската радиотелевизија или фиромската радиотелевизија или нашата земја радиотелевизија, како веќе и да искарикираме, документарната програма нешто и неа зачувува или копирајтира или става со водежик. Велам, не е ни дигитализирано ова, бидејќи ова треба да се реставрира, да се дигитализира, да се зачува, и мислам дека тие поединци, па дури и јас лично на мојот личен профил, не на мојот Јади Бурек каде што се моите емисии, туку имам еден мој личен профил каде што вакви емисии ги собирам и повеќе еве ги користам во вакви прилики да споделам со јавноста, да пуштам нешто интересно што ретко се гледа или ретко може да се најде во редовната програма. Па и да му се даде некаков контекст. Мислам дека и МРТВ пушта, ама знаете како е тоа? Тоа е рандом попара. Знаеш кога и одеднаш ќе им текне мечето ушко или драпај си меото во она, па ќе им текне некој документарец. Значи, се треба да има некои термини, да му дадеш некаков шлагворд. Што е проблемот, например, кога ја ставив оваа емисија кај мене, YouTube ми го прегледува прво видеоматеријалот и вика, окей, нема копирајт, можеш да го користиш. Втора работа, ми вели, музиката не смееш да ја користиш, поточно правата се заштитени. Значи, во 78 година, кога го прави, а и денеска е истото го прави македонската телевизија до бесконечност. Не знам дали последниве, затоа што, например, музиката си користат онака што ќе им дојде. Ја паметам уште 90-ти, 2000-ти години, документарната програма така масовно си користеше без било каков копирајт, например, Future Sound of London, Жан-Мишел Жар, Алан Парсон Project и слично, без нешто тоа да го регулираат. Не можам јас да се правам светец, но велам дека една македонска телевизија која треба да е пример за такво нешто, пиратира како што сака. И сега, што и да извадат, еве, која би го извадиле ова, би било светска брука за нив, затоа што како дел од, нели, евровизиската во нивната продукција пошто и музика. И сега, може да ја заменат со она роялити фри музика, но можат исто и така да се обратат како телевизија. Да, во овој документарец сме користеле фанки од Шик, 78 било ставено, тогаш не сме земале копирајт. Дали ќе ни одобрите да ја користиме? И се тоа бара мала кореспонденција, мислам дека без проблем ќе го добиеш. 78 е веќе 35 години, но по автоматизам некои алгоритмите на YouTube ти го зачувуваат копирајтот до крај на живот. Мислам дека на Битлси им го продолжија копирајтот, например, на нивните песни, но мислам дека после известно време, дури и да е жив Пол Маккартни 200 години, не ќе има право на неговите песни. Правата стануваат општи после извесен број децении, што ти ја знам. Тоа не значи дека тантиеми нема да му капат, да не се секирате за него. Многу ми е интересно, еве, вака малку охрит и преспа ги рчнав, но има една тема која неколку пати гледачите ја наметна, иако не сакав политика да замешувам сега во целава приказна, неодоливо ми е. Имено, пред година-две, градоначалникот многу помпезно шеташе низ салата Партизан, каде што, нели, требаше да ни биде покажено каква негрижа водела претходната власт и кај што, удирајќи на маса, од масата падна чаша, туѓа ли е или наша, ни кажа дека тоа ќе биде возобновено, не само Шиги, туку и градоначалникот на Карпош. Многу е смешно кога треба на страница да му објасниш кој ви е градоначалник, каде?
на градот. Кој дел од градот? На град Скопје? Да, ама види, град Скопје, ама тоа споредната улица е на Карпош. Ако е на Карпош, тогаш градоначелник не се. Нема врска. Како и да е, и снима состојбата каква е. Имаше пресови. Утре почнуваме со реконструкција на салата Партизан. Значи, после таа снимка, како да ви кажам, значи хартивче не е изнесено. Значи се е у фаза на планирање, затоа што треба да му дадете да им дадете на градоначалниците сега уште еден мандат кој 2 години го поминаа во планирање за салата Партизан да се возобнови. Они рекоа дека ќе се возобнови. Таа беше прашање дали ќе се руши, дали нема да се руши и така натаму и така натаму. Како нели еден од основните нивни задачи е да се зачува комунистичкото добро кое во времето на Тито они го направиле. Не ние, не вашите родители, не моите родители, не работничката класа, туку партијата. Таа партија кога некојаш владеела, сега повторно владее и нема што ново да се гради, можеме да офарбаме малце. Но арно, ама ништо, абер нема. За жал, може би, не знам, сигурно ќе рече, Јанко не збореше на емисија, трчи со кофата, вар, шлапка, шлупа и ќе го средат за 2 дена, стварно да ме направат будала и онака патос да избришат со мене. Не се. За последно, за вечерва, најдов еден документарец од салата Партизан од 1953 година, која го прикажува каква била салата, колку интензивно се користела и што значела за развојот на спортот и на младите. Ова се работи кои стварно тешко се наоѓаат, кога ќе ги најдеш многу уште потешко, па ќе најдеш контекст зошто и како да го пушти. Многу носталгија има во ова, но таа носталгија и носи една горчина. Не викам ја дека минатото било подобро од сегашноста, туку негрижата на сегашноста за минатото не ги прави сите овие последици кои ги имаме и денес. Овие кои тврдат дека се грижат за минатото, се први кои подпиша и промена на име, во овој момент, откако конечно народот се крена, попуштија малце, па почна да глумат патриоти дека не преговарале за името и за идентитетот и за јазикот и така натаму. Инаку, на секој малумен му е јасно дека се било ставено на маса, бидејќи, власт да задржиш кога немаш никакви резултати, освен влез во НАТО и влез во Европска Унија, што ти треба поише работа. Иако искрено јас да бев на нивно место, одлично ќе си владеев само со фактот дека влеговме во НАТО. Но, денојеве ќе ги отвориме и малце статистиките, дека Македонија, откако влезе во НАТО, никогаш помалку немала странски инвестиции. Во времето на режим, кога народ беше стрељан по улици, кога имаше гулази, кога големиот фирер, паторот, владееше со Македонија и у концентрациони кампови беа палени, горени комунисти, имаше многу повеќе инвестиции. Но ние напредуваме, блескаме, нам не иде се подобро и подобро. Занемарете го фактот што Македонија за неколку години се задолжи преку 2,5 милијарди. А ако ви текнува, 2012 нередите во собранието започнаа поради барањето на тогашната власт, ВМРО-ДПМН, да зголемување на буџетот за 50 милиони долари за зголемено задолжување, на што Бранко и неговата свита излегоа на улица дека Македонија се упропастува. Но години подоцна, 2,5 милијарди подоцна, изградени 1000 километри патишта, освен овој Кичево Охрид, кој никако не може да се изгради, ама го направија овој до Гевгелија.
Тоа што бил направен во времето на Груевски, ве молам да го игнорирате. Они го ја пресекоа лентата, бидејќи се важи на оној што го одиграл Чочекот у тунелот. А у тунелу усред мрака сија звезда петокрака, Брижит Бардо и така натаму. Одиме со овој документарец од 1953 година, 10 минути трае, го ископале на сега непостоечката телевизија Skynet, го стои тој жиг од телевизијата. Најверојатно некој си таму од македонска телевизија ги носел документарците, но добро е, барем е спасено, што се вика, кој знае во каква состојба. Инаку филмската лента, филмските ленти, се ова, што останало во македонската телевизија, не можат да се емитуваат. Порано може оние серии, стари, Волшебното самарче, се она што не беше дигитализирано на филмска лента, малиот одред, кај што јас и Младенов игравме, нема, затоа што единствената машина која можеше да репродуцира филмска лента во дигитален излез, таа веќе не постои и треба само да молиме и да бараме и да плаќаме кај, за сега само кај бугарите, мислам дека го има тоа. Но, Партизан, 1953 спорт. После ова ќе имаме пауза, а после тоа ќе ве запознам со едно момче кој пред неколку години ми беше гостин. Тој е Мишел Трајковски. Он е дечки, што е Тарантино во режијата, он е во армониката. Значи, не само што е виртуез на инструментот, туку влегува и во води каде што со армоника ретко кој влегува, од Македонија ретко кој влегува, инаку армониката знае да биде и прилично джезерско, прилично рок, алтернативно, индепендент и така натаму. Така што ќе проследите едно интервју и настап во живо со мојот следен гостин Мишел Трајковски. А сега, како што ветив, идеме малку спорт и рекреација од 1953. Во домовите за физичко воспитување на организацијата Партизан секојдневно кипи живот. Денес, во овој дом, како и секогаш, се одржува редовна настава. Додека пионерите и пионерките со озарени од радост лица во забавни игри и вежби се здобиваат со основните елементи на физичката култура, постарите чекаат, после напорна работа, во разни гимнастички вежби да го усовршат своето знаење. И еве, салата е полна. На разбој, конј, греда, вратило и карики, искусните ги исполнуваат вежбите под раководството на предњаците, оспособени преку разни курсеви, организирани од Сојузот за телесно воспитување Партизан. Сојузот Партизан е најмасовна сестрена физкултурна организација, која во своите редови има на десетини илјади членови од работничката, средношколската и друга младина, пионери и пионерки. Многуте физкултурни домови, справи и други реквизити им овозможуваат на голем број членови да се занимаваат со физкултура, да го челичат своето тело и дух, за да станат здрави и вредни градители и бранители на нашата социјалистичка татковина. За организацијата Партизан сред работните луѓе, а особено сред младината, постои голем интерес и масовноста станува се поголема, така што Сојузот има над 50 друштва со околу 23.000 активни членови вежбачи.
Mladinci i mladinki, влегувайте во редовите на партизан. Станувајте негови активни членови. Како во градовите, фабриките и школите, така и во селата организацијата Партизан создава своји друштва и на тој начин и овозможува и на селската младина сестран физички и духовен развој. Покрај гимнастичките вежби, спортските игри представуваат важен елемент за физичкото воспитување. Одбојката, кошарката, ракометот и другите спортски игри во кои младината наоѓа забава и одмор, стануваат се помасовни и омилени. На своите јавни настапи пред многобројна публика, членовите на Партизан се надпреваруваат во лесна атлетика, вишебој и друго. А слетовите представуваат манифестација на успесите на Сојузот Партизан. Една од големите манифестации, чиј иницијатор и организатор е Партизан, е прославата на родениот ден на другарот Тито. Преку штафетите, на десетини илјади физкултурници носат поздрави на својот почесен председател другарот Тито, како свое признание за неговите грижи за телесниот и духовен развој на физкултурниците. Ширум нашата убава земја, преку полиња и планини, по разни патишта, трчаат бргу и неуморно трудбеници, физкултурници, младинци и младинки, припадници на Југословенската народна армија, носејќи ја штафетната палица од разни градилишта, фабрики, работни колективи и села, од целиот наш народ, со топли поздрави до нашиот водач и учител, другарот Тито. Во деновите на големиот празник летаат насекаде поздрави од стотици илјади грла. Поздрави до другарот Тито, поздрави до херојот, поздрави до водачот и организаторот на сите наши победи. Се пренесуваат поздрави и ветувања за уште поголемо залагање за понатамошниот успешен развој на социјализмот во нашата земја. Со тебе животта наша е јасна. Житен клас зрее кај што бил камен. Фабрики, школи, задруги раснат, а над нив цвета Марксово знаме.
Земјата, што за прв пат во историјата го оствари принципот на социјализмот, фабриките на работниците, земјата на работничките совети и новите социјалистички односи, му испраќа на својот најголем син срдечни поздрави за неговиот роден ден. Рака до рака, од нашите кон Титовото срце одат поздрави за неговиот роден ден. И многоилјадното граѓанство на Скопје го поздравува Тита. Физкултурници, излезете помасово и со нови успеси во пречекот на 61-иот роден ден на нашиот љубим Тито. Нека 61-иот роден ден на председателот на Републиката, маршалот на Југославија Јосип Броз Тито, биде празник на нови победи и успеси. Маршале, срдечни поздрави прими. Длабока старост нека те срети. За наша среќа, твоето име долго и долго пред нас да свети. Шега на страна, имам гостин, многу талентиран музичар, Мишел Трајковски. Мишел, добро вечер, добро дојде. Добро вечер, добро ве најдов. Мишел, стварно ти е Мишел право име? Да. Од кај ти го извадија Мишел? Па вака, значи дедо ми Мишо и сега ова да биде нешто помодерно, најверојатно ме планирале да бидам уметник понатаму и Мишел. Добро. Така да сите ме препознаваат сега по Мишел. Мишел, карактеристично, добро, добро. Океј, идеме и лайв, тука е братвун Тарантино, режисерот кој со неговиот мобилен не снима, идеме лайв, лайв. Фейсбуковци, поздрав и до вас. Мишел, пред известно време ти го издаде овој албум, јас го добив, ти благодарам и бев многу пријатно изненаден, бидејќи јас сум манџија што се однесува до музика, некои стилови кои тешко се голтаат. Но за атер на тој што те препорача, седнав и се обидов да изслушам и навистина бев фасциниран, бидејќи не само што твојот инструмент е претежно препознатлив како фолк инструмент, туку го третираш на еден фантастично интересен начин кој па го издигна од една сфера каде што е нели популистички, го издигна во една по-висока сфера. Сега малце е зезното за мене, затоа што озове за мене не сум бил овдека, не сум правил овој муавет. Прво ќе ми објасниш, дали имаш некоја школа, како дојде ти до ова твоја виртуозност на армоника? Вака, значи започнав приватно на часови да го изучувам овој инструмент на 7 годишна возраст. Вау. Да. Значи, започнав да изучувам баш токму оваа наша македонска музика. Нормално не само македонска музика, се што е етно стил. Вклучувајќи ги тука и бугарска, српска, романска, ги почитувам, значи, подеднакво сите стилови. Без разлика дали е тоа бугарски, српски, македонски. И можеби затоа стекнав едно големо искуство, што не работев само македонска музика, иако пред се ја почитувам најмногу нашата музика. Сега на ова CD се потрудив, бидејќи ми е прво и сметам исто како што каже еден мој колега, дека ова ми е една лична карта на оваа македонска естрада. Да издадам еден албум каде што ќе има пред се македонски композиции
Сега, ги направив македонските композиции, си викам дај да направам нешто што ќе биде поразлично од останатите, да пробам. Нема да изгубам ништо. Може ќе биде добро, може и не. Да видам како ќе реагира публиката. И тука моментот беше баш со Тарантино, таа пета композиција, што ја крстив по Гоце, беше потпишан на Facebook Тарантино, омилен лик му е. Викам ова ќе биде Тарантино джез. Значи не е джез тоа, ама кога ќе праша некој Не е ни Тарантино тоа. Не е ни Тарантино. Ама е сосема поинаков пристап. Види, Мишел, ја ретко сум сретнувал, имало во Македонија овие Логин донесе еден армоникаш од Шкотска, ама алтернативец тежок кој сосема поинако како техно ја свиреше, како heavy metal, ама тоа е прилично underground. Ти ако ја користиш мейнстрим она армониката како што ја користиш, со ова стварно покажа една виртуозност повеќе и малце слоевитост во целава работа. Велиш дека од 7 години, а пак би се навратил на твоето учење. Од 7 години учиш армоника. Армоника е специфичен инструмент, бара малце, не е тоа дување му, бара малку повеќе координација помеѓу тоа. Одма осети дека го имаш тој талент, дека... Мислам дека татко ми осетил дека имам некоја преголема желба за тој инструмент, што кога сум имал 5 години, он купил хармоника. Најобична, малечка црвена хармоника и тука е моментот, он ќе пушти нешто на радио, на телевизија, било што, да е некој само хармоникаш, ќе земам јас хармониката и свирам, се мачам. Но тоа нема везе со свирење, да. Ама те осетил слухоста, дека имаш слух? Да, дефинитивно, пошто он е, иако не е музичар, е баш прецизен познавач на музиката, да, има осет, има слух за музика. Мислам дека тој ми е вториот професор. Ја баш така го нарекувам, бидејќи еден професор имав, односно, за народна музика од 7 години, ама мислам дека да не беше мојот татко дома, да ме пази и точно знае каде грешам, точно знае што треба да вежбам и мислам дека тој е исто така многу заслужен за она што сум јас денес до тука. Колку време помина ти во учење баш на надградување, што се вика школа за вака, армоника? значи започнав на 7 години и мислам дека последниот час го завршив на некој 14 годишна возраст моја. 7 години учеше инструментот, се надградуваш. Па тоа е. Сега вака еднаш неделно, понекогаш 2 пати неделно, нормално. Ќе дојде лето, пауза правиме, на сите ни се игра фудбал, ни се шета, али тоа што го учев на часовите, секојдневно го работев и можеби и затоа достигнав некаков успех. Кога проучуваше музика, ја проучуваше исклучиво етномузиката, така? Вака, на часовите кај професорот Милан, ја изучував народната музика, но исто така започнавме со основни вежби, книги, класика. Не е тоа некоја озбилна тема и музика што го изучувавме ние, ама пак е тоа класика, да се некои почетни вежби за млади ученици од 7 до 10 годишна возраст, кај што со тие вежби стекнав рутина, лева, десна рака, координација, мев, употреба, значи. Се фокусирав на народната музика и мислам дека тоа многу ми помогна за понатаму и не ми е криво што до сега го изгуби времето, баш онака како што треба, доека има многу другари што се посветија уште од мали само на класична музика. И сега дојде моментот кај што тие таквите, моја генерација, сакаат да вежбаат и народно. Зошто? Значи во право се дека со класиката се стекнува голема виртуозност, голема техника, ама мислам дека во ова ние што го работиме, има нешто што е многу поинакво од останатите, бидејќи 80% од ова што го работев јас, го вежбав по слух. Додека класичната музика се учи по ноти. Како што е напишано, така. А знаеш сега ноти? Ноти да, бидејќи ги изучував нотите. Значи ја мислам дека на 7 годишна возраст, па само што започнав прво оделение, тоа беше кога почнав да учам азбуката. Значи имаш ти
добра музичка подлога на музичко образование, читање, пишување, ноти. Па јас сум четврта година на музичка академија сега. Така да, значи средно учев, да, на теоретски оддел. Така? Многумина ме советуваа да се запишам и да го изберам втори инструмент класика, ако сум на теоретскиот оддел, а ако не сакам да учам теоретски, да се запишам на прв инструмент, да ми биде хармониката, класика да вежбам. Ама сметав дека нема потреба да ја изучувам, иако многу ја почитувам таа музика и сега на факултет ја работиме. Можеби не со хармоника, но имам часови по пијано каде што мора да се свири таа класика. Не отидов таму, завршив теоретски оддел и не сгрешив. Наискрено, не сгрешив затоа што еве покрај оваа народна музика веќе сам чувствувам потреба да направам нешто повеќе, нешто помодерно. Најверојатно бидејќи можеби и растам со такви луѓе. Тимот на екипата моја не се класични народњаци. Слушаат разна музика и тоа ете ме можеби натера. Само до тоа може седам, слушам Мишел, и вака да ми е јасно, бидејќи се на музичка академија, значи само теоретскиот дел го покриваш или учиш и инструмент таму? вака, Не во средно теоретски оддел, Добро. тоа е општо, Така? а втори инструмент изучав тамбура. Пак земав Добро. народен инструмент, избрав. Добро. Можев да изберам хармоника, да свирам класика како втори инструмент. Ама сметав дека Хармоника да се користи како класичен да, втори инструмент. Тоа да биде и класика да се свири да се на свири него. класика, да, мислам дека 2 часа неделно би му дошло. Тоа не е многу, ама ако седнам дома да вежбам народна музика и класика, тоа се два различни света. Кога ќе треба да вежбам класика, треба да заборавам на народна. А народното ми беше и ден денес ми е тено онака во душа. И мислам дека направив добар потек, а можеби еден ден како што еве сега трнав по некои патишта, сега скршнав малце понастрана и освен народнава музика почнувам да слушам џез и да пробувам да извлечам, види, не можам ја да свирам џез како што тоа го прават во Америка. Така. Ама некои елементи ситно да вметнам во оваа музика за да еве Тарантино прозвучи баш онака како што треба и да биде не секојдневно нели за оваа наша публика. Па и за публиката надвор од Македонија. Бидејќи па таму они добро разбираат џез, ама па слабо разбираат овој наш македонски мелос. Мада во Тарантино нема само македонски мелос. Мислам дека исто така не направив голема грешка. Некој од нашиве колеги ме праша зошто па цел албум не ти е класично народно македонски. Века, знаеш, треба сега македонскава музика да се сака, да се негува. Викам во ред, јас сакам, ја негувам и израснав со македонска музика, ама не е на штета да вметнам и бугарски стил, да вметнам српски стил, романски. Ја мислам дека ги направив едно соединување на различни стилови и тоа дојде така се собра во едно и излезе нешто сосема поразлично. Мишел, сакаш да ми кажеш дека твојата армоника, твојот инструмент, ти можеш да го користиш за било кој стил да свири. Ти можеш и класика да свириш, можеш и народно да свириш, можеш и да компонираш потполно нови твои песни, така? Да, дефинитивно, па и таков ми е планот. Молим те, бидејќи ти ја донесе армониката, можеш ли да ми илустрираш како звучи класика на овој инструмент? Било што. Еве, сега ќе ви отсвирам една... Ова е, нели, многу ние не обрнуваме внимание на овој инструмент, освен бидејќи многу се развеселуваме, знаеш, Так. звучи весело. Ова е многу сложен. Еве, ме интересира, јас ќе дојдам малку и до тебе. Пред да ми пуштиш. Имаш една клавиатура и ги имаш овие. И имаш овдека една цела редица. Што е во суштина овдека оваа сложеност и како ја правиш целава оваа координација? Значи вака, ова е басот. Со оваа лева рака моја, значи држам ритам, а вамо ја свирам мелодијата. Не значи дека и на оваа страна, да, и на оваа страна јас можам да се терцирам и да свирам нешто тоа да биде баш компактно, но јас ја користам на моменти каде што треба, исто свирам како и ваму, но генерално тоа ми користи за ритам, додека ваму ја свирам мелодијата. Еве ми помага, на пример, веќе го накратко ќе
можеш да го чуеш сега Тарантино како звучи без оркестарска придружба. Иако е сосема поразлично тоа, има визија да направам нешто. Сега ова овдека на спотот ќе го пуштиме после Тарантино? Не, ова е сега за прв пат ќе можат гледачите да тоа е друго. Не, да. Дај ми го Тарантино ти како што го свириш, те мога. Браво, мајстере. Тарантино, гаси ги тие доста име на фейсбуковци. Слушај, најди дисџокей и концерт еден, техно транс со него. Он може... Мишел, ти можеш што сакаш да правиш. Ја не сум најпаметниот за музика, ама техника што имаш совладано, ти можеш и на техно транс, ти можеш на Ибица да настапуваш, човек. Не се ограничувај. Тоа ти е мојот совет од она што сум го чул и ова во живо што го слушнав. Ти можеш каде сакаш, што сакаш. Ако ти дошло ова джез, утре ќе ти дојде нешто. Само не се затварај. Кеф ти е народно, фолк, турбофолк, етнофолк, ваков, таков, иди, експериментирај си со стиловите. Има нешто во тебе што, знаеш, обично ќе се isprofilираат твоите колеги и завршува. Ги гледам по емисии и тука ќе влезе у шемата етнофолк, малце Австралија, малце кафаните и тука му завршува цела 2-3 албума, ира. Ти можеш, ти имаш потенцијал да откриваш нешто повеќе. Човек, ја не знам, али мене пола ствар ми звучеше техно. Јас само чекав сега да извадам некој, да имав сега грамофон и ќе стаев некоја транс ствар од оздола и тоа можеше да направи масакар. Сум размислувал и на оваа тема, наискрено.
добив идеја, баш разговарав со еден човек што разбира доста добро музика, не е народњак. И он ми даде идеја една и мислам дека ќе можеме тоа заедно да го реализираме со него. Ми понуди ако направиме 5 добри работи со добар диџеј. Значи, управо сум. Управо сум, добре. Да. Може не тука, не знаеме тука како ќе не прифати публиката, ама за надвор од Македонија сум 100% сигурен дека со барем 5 композиции да пробаме како ќе. Имаш ли порив нешто такво да направиш? Ти се прави ли мерак? Ми се прави, да, дефинитивно. Да. Сакам да ги поминам границите, малку да мрднеме малце од тука, да. Ова е жив доказ дека не погрешив што те поканив во емисија, бидејќи на вистина си редок талент. Има и овдека награди си освојувал. Какви се овие награди? Што се овие пехарчиња? Ајде да почнеме од оваа прва. Ова е на етно фестивал. Добив покана 2007 година. Тоа е значи пред 10 години сум имал 12 години сум имал. Пионер. Да, за пионери. Добро. И добив покана за надпревар. Мене беше многу мерак да отидам на тој надпревар, отидов таму и победив. После 2008 година, како победник на овој надпревар, добив исто покана да учествувам на исто надпревар. 2008 победив пак. Сега, ова јас сега го земав овој пекар, овој не е од музика, ама се пофалам, овој од фудбал. Земавме второ место на турнир, да. Да се поваламе, да. За си дошол у емисија пофали се. Да, имав дома уште нешто. Не сум женет. Да направиме нешто. Добро, еве, дечки, овај женски. И добро свирам и добро играм фудбал. Добро игра фудбал, да, има кариера на Ибица сигурно ќе направи, има албум. Поводаџијава, јас сум добар поводаџија, па ќе видиме сега. Се оде фали уште еден, дома имам уште многу пехари, сега не ги донесов, ама фали еден многу битен пехар што се уште го немам. Кога се даваат пехари, што е тоа надпревар во армоника, во виртуозноста, тука идеш со одредени композиции, какви се тие? Има одредени правила што треба да се отсвират трилери? Правило беше пред се, мене ми јасно првата година 2007, тоа беше прв надпревар кај нас тука. Ја не памтам дека имало некогаш надпревари во хармоника, прв надпревар да се направи нешто колку да се види дека сме активни како фолклористи, речам. И го направија тој надпревар. Знам дека ни побараа да свириме македонско оро една рубато македонска песна и едно српско, ова везна беше. Тоа да отсвириме 3 ора, мислам дека. Имаше категории, во моја категорија имаше, мислам дека 12 души, ако се сеќавам добро. Јас не бев најстар таму, мислам дека категоријата беше од 12 до 14 години, така со 12 години мислам дека победив таму. Немаше некои посебни правила, имаше комисија, да, стручни лица и тие беа тие што пишува поени бодови, на крај ги собира и кај мене дојде оваа награда. Една сега ми фали, баш ќе ја спомнам сега. Учествуваш уште на надпревари? Не. Последниот надпревар што учествува беше 2012 година, започна 2011, заврши 2012 и таму победив. Тоа беше надпревар на Алфа, не знам дали се сеќаваш. Зајди талент. Траеше година дена надпреваров. Таму победив. Таму имаше околу 5000 учесници. Од почетокот на турнирот, ама не добив ни една награда. Се уште, па се надевам дека ќе... Ти си ми нешто... Види, јас се шегувам кога реков дека прв пат ја нешто со фолк музика овдека, бидејќи Кочани енсембл, оркестра, беше гости кај мене и настапуваа во живо. Само јас не ги перцепирам нив како фолк состав, они се нешто светско. Она што е Ману Чао за светот, тоа се Ангушев и компанија. Па еве го, Агушев е во Тарантино кај мене, Тарантино. Но ете соработуваш со него, тоа е фантастична комбинација сте, пошто и он е некоја комбинација, пошто не можеш да го фатиш дали е значи ниво повеќе од фолкот искачен на едно повисоко ниво и тука некако сте прилично компатибилни. За мене, значи, Џамбо е светски музичар. Зашто тоа што он го може на труба да го отсвири, мислам дека до моментално таков трубач како него све. Да, значи има некои млади што нели добро ќе вежба да,
Али ово е страшно нешто. Страшно нешто, каде и да отиде по светов, он направи доста турнеи со Гушеви. Ќе отиде во Мексико, мексиканците таму се вадат од памет. Не знаат што е тоа, пошто он ќе употреби народна музика, македонско наше, бугарско, српско, ама тој ќе го направи во некој латино, джез стил и тука... Он ќе го препознае, го препознава, не знае што е прв пат го слуша. Па истото и ти го правиш и затоа е прилично добро. Сега Тарантино, знаеме нели Мизурлу од филмот Ефтини приказни, кој нели таа гитара кога ја свири, тоа е некој цитат од некоја си српска музика кој тој гитарист 50 години случајно има чуено. И он инспириран од тоа прави една тема и таман двојката му доаѓа, убаво тој правиот ритам, а испаѓа една култна ствар која го надминува нели и границите и сето тоа. Гледам дека има тука доста користиш дали сите овие, например, што ти се авторски песни. Дали користиш оригинални стари теми, бидејќи не знам Кеке Норо или што ти ја знам и така натаму. Тарантино джез е твоја лична авторска песна. Лична авторска. Дали правиш цитати на познати веќе теми кои се ова или све се ова авторски песни? На албумов 7 од 10 се мои. Така. Авторски. И на 5 од нив мислам дека сум и јас аранжер. На 2 еден е Мите Стоилков, тоа е мој драг колега, пеач, победи на Пинк. Он победи као пеач на Пинка, е добар аранжер, работи во студио и е супер. Ама све се ова авторски песни? 7 да, а овие 3, таму мислам дека имам тоа што ми е Гула Мелос, тоа е српско оро, од стар српски хармоникаш, ама видов дека никој го нема снимено, освен негово 70 и некоја година што го има снимено човеков, и го преснимив јас. Ми беше мерак, за да покажам дека знам да свирам и други стилови, не само македонскиот. И уште нешто, ова е романски танц. Ова е романска композиција, песна. Ја успеав да направам инструменталка. Пошто сметав дека можам, зашто песната као песна, ама после ми романска традиционална песна или па ова е некоја, мислам дека поп верзија на песна направена, па после знам дека ја препеа Саша Матич и добив некоја идеја, пошто осетив дека можам да импровизирам. Ќе заврши темата, ќе заврши строфата, припевот се и ми остава простор, чувствував дека можам да импровизирам. А уствари во импровизацијата еден музичар можеш да го точно видиш до каде е стигнат со музиката, пошто не секој може да импровизира. Мислам дека за нормално и мене ми беше тешко на почеток, али мислам дека за да еден музичар импровизира, пред се треба да слуша многу музика. Сега да ти речам, бидејќи се договоривме само за една песна, ама сега да ти речам, земи нешто од свири. Значи, без никаков договор. Што прво ти излегува? Земи армониката и кажи ми што искача прво од тебе. Не се труди мене да ме задоволиш. Не. Себе, својот мерак. Збореше македонска музика, тоа е твоето, што ти иде? Што е она ти што си? Што е твојата лична карта без да збориш само со армоника? Моја лична карта, она што го работам последно и нормално кога нешто работам цело време, свирам, да.
ми дојде сега што ви. Ако сакаш да расположиш другари која ви дај отсвириме нешто да се разиграме народно, весело. Знам имаш и некои настапи, ти настапуваш тука низ градов, ваму таму? Па имам група и свириме свадби, ние секој викенд свириме свадби. И кога свирите на свадби, со што ги акате од земја? Што е она што се вика флор филер? Први да ги песни расположиш? задолжителни, ни се нормално овие за кум, за невеста, за сите. Али сега свириме разни ора, песни, тоа е свадбата е тоа, македонска музика. Знам, тоа се вика тезга. Ама ти си повеќе од тезга. Ама ми интересира како ти звучиш кога идеш на класично сватоите да ги разиграш. Значи нешто повесело сакаш да ти. Да. Еве една пак моја композиција што ја користат веќе и по S'il vous plaît, monsieur. свадбите. Enchanté, monsieur Michel. Можеш да свириш и да правиме муабет? Можам, да. Живееш од ова? Да. Добро се Свириме живее? секој викенд, да. Се Веќе заработа. си популарен, а? Популарен, Те бара. да. Свириме секој викенд, имаме доста свадби за цела година. Стварно? Нели мислиш дека тој живот тезгарски, свадби и така натаму ти дозволува да го размавнеш твојот талент или напротив добар тренинг ти е да останеш у форма цело време? Ме одржува форма пред се, пошто Не те гуши креативно? Па види, со оглед на тоа дека свириме 40 исти песни цело време. Да, ама затоа е ова што го работам. Ова е еден албум, ки работиш на своји композиции? Работам, да, работам. Ама да се навратам само на ова, иако се 40 песни, свирам со сериозен бенд, Фортуна група. И станува збор, значи сите се професионалци, професори, музичари и тоа што го свириме, го работиме професионално. Така да кондиција набивам, секое свирење е плюс со нив. Имам нешто ново, веќе почнав нов проект да правам и добив една идеја. Веќе има неколку менаџери што се понудија да поработат на мене, ама во спротивно морам да им приложам на нив добар материјал, барем за почеток 10 композиции како што е Тарантино и оваа композиција што ќе ја чуете вечерва за прв пат сите. Кога ќе ги направиме тие 10 композиции, можеме да размислуваме за она што се вика надвор од Македонија. International. Да. Што ќе биде тоа, ќе видиме. За почеток, еве, ќе кажам, имав понуда за ако јас имам материјал до 60 минути, дојден човек ми рече, пријателе, вака, ако ти ми понудиш мене добар материјал, како што е Тарантино, верувам дека ќе бидат сите така, а еве и ова второва е во стилот на Тарантино, можеме да ти понудиме за почеток, како што е тука Виноско, Пиволенд, Скопје фест. Па имаме ние у Шведска вика такви добри фестивали, имаме во Норвешка такви фестивали. Дојди, ќе ти дадеме 60 минути и свири, собери го бендот и дојдете. Мислам дека веќе тоа за мене не голем чекор, тоа е нешто предобро. А ти немаш проблем со нови стилови, со туѓи стилови, веќе ги Па, опфати и српски, романски и останатите балкански, што не би ти било проблем за тие северноевропски јодлање и тие такви нивни полки и слични, не би ти било никаков проблем. Не би ми било, зашто, значи, ајде да речеме, и навлегов длабоко на македонскава музика, на народната музика, и сега е моментот да се надоградувам.
Сега, бидејќи добро ја имам усовршено македонскава музика, добро ја познавам, секој елемент, секоја ситница што ќе ја искористам од друг стил на музика, мене ми користи. Кога ќе ја вметнам, звучи нешто не секојдневно. Мислам дека тоа го нема чуено во странство. Затоа е можеби и Џамбо Агушев и Агушеви се толку барани насекаде по светот, затоа што свират модерна музика, светска музика, ама не бегаат од она што е наше, да речам балканска, не македонска, балканска. Од 100 тројка го зборам ова. Дали е тоа Анастасија, дали е тоа Мизар, дали е тоа Агушев Кочани оркестра, значи тоа е тоа. Бидејќи светот бара нешто оригинално. Не да му свириш негова музика, он си ја знае неговата музика. Толку нашиве пеачи кои ќе почнат англиски да пеат, ти ги гледат, на лопата да ги риниш, има такви што тресат со газињата и им пеат на англиски. Ама кога ќе му отпееш нешто што си свој карактеристичен или отсвириш, тоа е тоа. Па затоа и ми беше целта да направам пак ќе се навратам на Тарантино. Тоа ниту е Тарантино, ниту е джез. Јас сега да им продам джез на американци не смеам да помислам. Ама затоа ова е кој ќе праша некој каков джез е ова е Тарантино джез. А каков Тарантино е таков е мој, не постои. Ама ете ја го направив. И тука да. Одлично. Мислам дека дури самава тема одлично би влегло у филмот у некој дел. Без проблем. Да, тоа покасно го дознав. Со Гоце дома. Со Гоце? Да, Џон Траволта, која игра пуштање Тарантино импровизацијата и точно се поклопува со играта нивна, со девојката што е. Да, и на тоа приметив. Така да, пошто за Тарантино спотот веќе се припремува, тоа ќе биде малку поголем. Кога ја играат Да, они играат и сега Тарантино го пуштам у позадина и на некои места ти фаќа таму? Да, може да се. Ја реков да мизурло ти иде повеќе, добро? Баш интересно. Ај, не те терам да свириш, иако навистина уживав во себе ова. Морам да признам, фасцинантен си во својата техника и ти посакувам многу успех. Требаше одамна да го направиме ова интервју, но мислам дека идеално пак го направивме. Се промовираш и ми направи голема чест и мене и на ти посакувам многу успех. Фала ти. И сега кажи ми збор 2 и за оваа промоција, светска промоција на оваа песна што ќе ја пуштиме на овој спот. Значи ова е композиција која ќе чуете вечерва и се уште нема име. Име ќе крстиме со Гоце викендов. За во понеделник да ја пуштам веќе на мојот YouTube канал, ама ја направив баш за овдека да гостувам во оваа емисија и да чујат гледачите. Значи ова е исто стилот на Тарантино. Направив соработка со врвни музичари. Тука е Мартин Вучич на бумњеви, Никола Автовски бас, Зоче на гитара, Бубе Љупчо Соколовски клавиатури. Баш и кај него е снимено во City Sound. И мислам дека го достигнавме она што го зацртавме како цел. Јас направив мелодија, им напишав шифри, се што требаше, влеговме во студио и само им реков, дечки, ова се шифрите, ова е мелодијата, вие сте врвни музичари, дајте се од себе. Значи јас немам никаков проблем и они да вметнат нешто нивно. Ама баш поради тоа ќе чујат гледачите, звучи прекрасно. Кога секој од себе ќе даде она што го може и знае, излегува нешто посебно.
сум во тоа, сум софатил во Дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се купи. Воопшто мене ми изненади оваа ваша изјава дека Ние слушавме коментаторот од светско првенство. Добро. Да кажеме парот е смешно. Ка Република Македонија. Се разгледаше Продолжи, ја мислам. Продолжи сервиси, сепорт и поддршка и хардверски и софтверски апдети, све, па ќе ти дојде да се купиш играта пример за PlayStation 4, докато имаш петка си миња дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поарт. Требаше да се преземат додека пред да се дојде до 800-900 на ден. Едниот начин за тоа нешто е ние да го отелотвориме. Наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите два чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Сакате секогаш да имате работа, одете на инсектор. Android 10. Како ќе успееме, повторно те кажам, ако се обединеме. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И што е најубаво анализира некој што е од страна. Тие што прележеле веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Сакам песна напишено, јас кога те гледам сакам, да, со те души поблескаво, и од мене. Вино да пија и со Јанко книга да спија. На словенското пење, поточно на словенскиот јазик. И тој тип на сензибилитет, тој што ти го карактеризираше како ИСО. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене, човек не комуницира само со зборови, тој комуницира и со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини. Смејам? Еве, чизкейк. Може за госпожата? Добро. Еве, за Боже ќе земеме ендакси, автоме, терамису, а потоме базе. Базе. Гледање филмови, Blu-ray, Netflix. По една чаша да изпиеме. Зашо мајка му чисти, пере, готва, татко само седи и пие. Зашо мора на мајка му одменица да барабе? Што не побара на татко му одмени. Така одма ќе се нападам.
Кога почне да ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, викам. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш? Ама викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добре бе, на сите им се златни, па ти, па виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Сам си го барате, господине. Он ке ми игра во представата и прв пат ке се појави во театар. Конечно, на представа, тоа требаше да се свртам, а ти бе театар. Да. Што ми кажа? Как луду ја за тебе? Права комуњара е. Ѓорги. Да. Ѓорги Далтон да се вика. Да. Сега имам еден апел, значи... Да не имаш браќа? Имам еден брат, абе тие Далтони што веќе 40 аверел сум јас, најглупиот, само слушај, не И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слуша емисија на горниот телевизор, само да му кажам да го пушти Бојлер горе. Да пушти. Пушти горе, молим те. А грејалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Само да си доеме дома. Погорево ечка мамо планина, Прилепско поле. Имаш една Почитувани гледачи, тоа беше се